Што работевме денеска, Милков? Да, здраво. Јас сум еден од членовите на Сдруженијето за млади пчелари, групацијата од проектот Виджач, инкубатор за органско производство и пчеларство, кој се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан и е финансирано од Европската унија, кој што пак ја спроведува програмата за развојот на Обединетите нации. Денес ни е поред 6 час на програмска практична настава. На ова место е исполнете бројот на учесниците, повеќето сме жени од млажи, а и тоа е темата да бидат повеќе војни на жените, да, ангажирани за пчелари. Што работевте конкретно денеска? Денешните теми ни беа преглед на оплодени матици, бележење на матиците и формирање на нуклеуси, и имаше практично доста бележење од сите учесници за матици, за формирање на секој за него нуклеус. Според тебе, каква беше работната атмосфера? Дали после неколку практични часови на терен, овие сите кандидати сватија нешто од основата на производството на пчел? Да, па секој нареден практичен час што го имаме се организирано, да, и по се доаѓањето за производството, веќе вадење на рамки за запечатување на медот, што е обработка веќе од полните рамки со мед. Некаде до август месец ќе завршите со овој проект, така ли? Да, септември. Септември, што почетокот на септември. До крајот на оваа настава? Па вадење на рамки веќе запечатени со готов запечатен мед, центрифугирање на рамките и тоа складирање на медот. Кажи ми, дали ти си подготвена да се бавиш со пчеларство во иднина? Да. Имаш локација најдено, имаш ангажман, просторија каде тоа ќе го направиш? Да. Браво, ти честитам и тебе и на сите други посакувам успех, да биде ова ваше основно занимање, мислам да биде дополнително занимање, да имате некоја друга, меѓутоа оваа благородна работа, која навистина успеавте да ја совладате благодарение на добрите професори и добрите едукатори. Кои ви беа денеска едукатори? Бранко Соколов. Добро. И Мирољуб Голубовски. Добре ли се тие, дали добро го пренесуваат знаењето што го имаат како искуство? Сами од почеток до крајот. Денеска имаме тема, покрај другата тема што веќе ја завршивме, темата беше бележење на матици и правење формирање на роеви. Сега продолжуваме со темата вадење мед. Веќе медот рамките ги извадивме. Кои рамки ги вадиме? Оние рамки каде што медот е затворен. Погледнете. Второ, имаме делови кај што не е затворен, меѓутоа медот е веќе зрел. Како ќе провериме? Може ако се стресе овака не капи, ќе видите сами, или со ако користиме рефрактометар мора да измериме и ќе видиме дека количината на водата паѓа под 20%. Продолжуваме со отклупување. Овака како што е медот, не може да го центрифугираме. Мора прво да ги тргнеме капачињата, да го ослободиме и потоа иде на центрифугирање. Еве како си иде. Значи полеска, да не уништиме рамката, потоа рамката повторно ќе се користи. Потоа ќе оди во центрифуга. Во центрифугата ќе ги поставуваме така рамките да може од една страна диагонално, спротивно да секојаш да тежат, ако имаме тешка со тешка и спротивно лесна со лесна рамка. Пошто кога ќе почнеме да вртиме, ако не е се така поставени, доаѓа до големо раздвижување, клатење на самата центрифуга. И ова е еден од начините на кои се отклопува медот. Имаме и други методи, и други начини на отклопување. Ова е рачно отклопување, има и машински. Тоа го имаме веќе гледано во Германија, каде што матенето е цела машина. Иде како и машините што запечатање со графери се зима, влегува внатре, се отклопува и иде на центрифугирање. Меѓутоа ние за мали количини мораме овака да работиме. Тоа е едната страна. Така. Еве како се поставува. Пошто ова се мали фара рамки. Така сега ќе ставиме од другата страна две рамки. Каква година во производство на мед имаме ова година? Па оваа година, како што лошо почна, ми се чини дека на крај добро ќе завршиме. Има нешто мед,
релативно кратко траеше нектарењето. Меѓутоа има количини, сега чекаме мотене медот да се затвори, пошто имаме големи количини на мед, на мед што не е се уште затворен. Значи не е затворен како што гледате овде. Треба вака да биде покриено по целата површина, за да кажеме дека е медот затворен. Меѓутоа тоа не значи дека медот не е иззрел. Значи може да си провериме ние дали пчелите не го затвараат медот до крај затоа што нема нектарење во природата. Значи немаат количина со кој треба да се наполни доволно килијата за да може да затворат. Вака како што е сега, без разлика што не е затворен, ако измериме дека концентрацијата на водата е под 20%, ние можеме слободно да центрифугираме и да го вадиме медот. Ако не сме сигурни дека медот има доволна количина на вода или поголема количина на вода, што правиме во таква ситуација? Тогаш кантите со мед ќе ги оставиме отворени, покриени со газа и се стават во просторија каде што има големо струење на воздух. Со тек на време за 1/10 дена медот ќе намали количината на вода во него и ќе можеме слободно да го користиме. Воспротивно, ако го изцентрифугираме медот со поголема количина на вода, ќе дојде до скиснување. Ќе го расипиме и не може да го искористиме. Тоа е многу битно, почиња процес на оксидација. Па доаѓа сите оние до ферментација, знаете, ако почнеме од шеќери, стегнуваме до алкохол и завршуваме со оцет, така и така да не ќе можеме да го користиме. Нема да биде употреблив за човекот. Дали во подрачјето на Тиквишијата е добра климатски годината за производство на мед? Секаде во Македонија имаме релативно добри услови за нектарење по цела територија. Меѓутоа покрај нектарењето, кај што може човекот да си помогне со одредени површини, како што имаме овде, гледаме доле фацелија, маслодајна, ние може да пчеларите се должни покрај другото и самите друштва многу често не ги спремаме. Ние тргнуваме колку што имаме друштва, сите ги пуштаме во медобер. Што е погрешно. Треба да се одреди кои друштва ќе идат на медобер, да се појачат на време, да знаеме како да го завршиме тоа, како да го направиме, и тие друштва од нив да вадиме мед. Све другото што е послабо ќе ги користиме како помошни друштва, што во претходните теми секако посетителите знаат, дека тоа го работиме, дека тие се користат за производство на матици, за формирање на нуклеуси, појачување на основните друштва за мед и така. Така. Ја ставаме од другата страна. И само уште една да зеа. Ова ќе искористиме рамката. Што е веќе рамнотежа. Ради рамнотежа. Сега, што е битно? Пошто центрифугирањето ќе биде од таа страна. Кога ќе почнеме, пошто медот, тежината на медот, излегувањето ќе биде од оваа страна и се удира на самиот зид. Кога имаме големи тешки рамки, кога ќе стартуваме со центрифугирањето, треба полецка да центрифугираме. Разбирате? За да полецка првата количина на мед излезо со келијата, се залепи над зидот од садот и се олесни рамката. Воспротивно, ако бргу свртиме, ќе дојде до пукање на самата рамка и уштетување. Овие рамки ние понатаму треба да ги користиме. Како излегува медот? Центрифугалната сила го изфрла медот, се лепи на самиот сад, на центрифугата, полеска се лизга надолу и преку тој дел излегува долу. Од еден период се врти овака, од едната страна. Со тек на време ќе фатиме рутината, знаеме колку време ни треба и осеќаме на рака колку треба да вртиме. Така. Потоа, кога знаеме дека едната страна сме ја олесниле со мед, сме ја испразниле, тогаш се запира машината и сите рамки повторно ги превратуваме. Сега, гледате од оваа страна како е испразната рамка. Така, кој ќе ја свртиме, сега ја вртиме од другата страна. Значи се вртат сите рамки. Така.
И постапката ја повторуваме. Сега ќе ја вратиме исто и од другата страна, ќе центрифугираме целата количина. Рамките од кога ќе завршиме се собираат повторно во тело. Пред стемнување се враќаат во друштвото. Меѓутоа, што е многу битно? Многу е битно да знаеме рамки кои ни се за мед, медични рамки, тие се секогаш бели. Ќе приметите дека тие во медичните рамки нема легло, нема менување на боја, значи чист медот. За разлика од оние другите рамки, ако некош во некоја друга прилика има можност да ви покажам, ќе видите дека тие се потемни, црни, тие се веќе рамки во кои одгледувано легло. Се раѓале пчелки, користеле за депонирање на полен, легло одгледување, меѓу другото и за мед. Тие рамки ако се црни, не значи дека не може да се користат за мед. Меѓутоа медот нема да биде со тој квалитет и таа чистота како што се овие рамки. Колку време ова вртење трае? Нема во време, тоа треба се тек на време оне што центрифугира, осет ќе добие. Значи во почетокот почињаме со мала брзина, меѓутоа покасно се убрзува. И на крај после зависи 2-3 минути, зависи колку се големи рамките, колку се полни со мед, ќе се центрифугира, ги ставаме рамките во друштва и сите тие рамки повторно идат на чистење. Со ова центрифугирање не значи дека ние целиот мед што е на рамката сме го извадили. Имаме правено некои мерења, некаде се случува ако малце се задржат рамките подолго во ладна просторија, може да се задржат и 20% од медот да се остане на самата рамка. Така да пожелно е во просторијата кај што се врти мед. Мада е тешко за работа, меѓутоа температурата да биде повисока. И тоа се препорачува на пример некои поголеми пчелари кои ќе работат центрифугирање, а извадиле најднаш поголема бројка на рамки на тела со мед, ги држат 24 сата на 31 степен Целзиусов да се загрее медот и да видите тој што работи подолго ќе осети колку побрзо се изцентрифугира медот и повеќе излегува, помалку станува на рамки. Сега, овие рамки, пошто е само показна вежба, предпоставуваме дека се изцентрифугирани све, се вадат, се стават нови лакомира што го работи и повторно процесот се повторува.